Дуи има 5 опции при преговорите, но најзначајна е првата, а тоа е формирање на влада со победничката партија на изборите кај македонскиот електорат. Вели партискиот портпарол Бујар Османи во интервју за Гласот на Америка на албански јазик, подсетувајќи на принципот за коалицирање на победничките партии од двата блока, а под покровителство на САД во 2007 година. Македонија може да функционира како мултиетничка држава само со почитување на овие договори, меѓу нив и мајскиот, бидејќи се дава значење на самите избори кај албанците, вели Османи. Сега ги започнавме преговорите со политичката партија од македонската страна за формирање на нова влада и имаме многу внатрепартиски дилеми кој пат да го избереме. Дуи има 5 опции. Првата е назначена влада со партијата од македонскиот блок победник на изборите. Тоа е еден значаен принцип кој го потпишавме во договор и со САД, дека победничките политички партии на изборите од албанскиот и македонскиот дел да формираат влада и на овој начин ќе се респектира волјата на граѓаните кај двата етникуми. Останаа уште 7 дена од рокот за формирање на нова влада меѓу ВМРО, ДПМН и ДУИ. Интегративците неделава на Централно претседателство ќе ги направат последните анализи за и против по одделните средби на Ахмети со Груевски и Заев. Ставот на ДУИ е влада за внатрешна стабилност, влада која ќе ја извади Македонија од политичката криза, која економски не чинеше многу, и влада која ќе ги имплементира заклучоците од извештајот на Прибе. Прашан дали се свесни дека за барањата на албанската платформа им е потребно двотретинско мнозинство во собранието. Портпаролот на ДУИ вели дека позначајно е тоа што е направен меѓупартијски консензус на албанците, што во иднина ќе биде основа за отворање на дебата со македонскиот политички блок.